зашто направив пауза после толку долго време и која беше причината поради која што не снимав. Сега, за тие што не знаете, првобитно јас почнав да снимам минатата година крај на јули, почеток на август, со тоа што почнав да ја снимам на крајот кога беше мојата трансформација и потоа продолжив со некои мини влогови од патувања, односно на планина и нешто слично. Мислам, немаше некој голем број и некој преобемен материјал каде што снимав премногу, ама најголема причина поради која што престанав беше мојот телефон. Односно, немав доволно меморија. Пробав неколку пати накнадно да снимам некој влог, не успеав и ајде да речам, се разочарав, требаше да купувам нов телефон и така натаму. И покрај тоа што се случија некои и други приватни проблеми, односно животни околности и горе-доле тоа е се зошто јас направив пауза и не снимав видеа за на YouTube. Сега, решив тоа да го сменам и да се фокусирам малку повише на лонг формат видеа, каде што ќе ви прикажам основа. Основа значи тренинг, исхрана и сон. Значи никакви компликации. Не сакам повеќе да ве збунувам, затоа што во денешно време има премногу информации од кои што има доста точни, а има и многу неточни. Тоа сето представува големо ајде да речам проблем за вас, затоа што не знаете на кој да верувате, не знаете нели дали си помагате, дали си одмагате, различни проблеми и така натаму. За малку. Да го спремиме ова кафе и може да седнеме накратко, да ви кажам што се смени периодов, што научив, низ кои потешкоти поминав и мислам дека тоа ќе бидат едни од првите видеа на овој канал каде што ќе се обработува таа тема, односно да ви кажам низ што поминав и да ви помогнам, односно да ве научам каде сгрешив и вие да не го повторите истото. Најмногу тоа се однесува околу исхрана. Како си изгубив јас себе, кои грешки ги направив, низ какви периоди поминав и што научив. Сега да го направиме кафето и може да седнеме накратко да ви кажам што ќе слушате во нареден период. Што се смени изминатиот период и низ што помина. Сега, откако заврши мојата трансформација, периодот накнадно нели што следуваше го продолжив сам. Значи без ментор, без некој да ме води во процесот, што после диетата и така натаму. Едно нешто што треба да знаете дека многу е полесен патот од намалување на телесна тежина, односно килограми, до процесот реверс, односно што после таа диета. Телото е, да речем, влезено во некој мод на преживување, каде што е исцрпено, затоа што не сака да слабее, тоа мора да го знаете, бидејќи кога телото гладува, не знае дека тоа сакате да намалите килограми, туку едноставно мисли дека се борите за живот. Сега, кога ќе стигнете до, да речем, одредена бројка на вага или одреден процент на телесни масти, што ги посакувате, треба да знаете и како после да ја вратите количината на храна, со тоа што ќе остане истиот процент на телесни масти, килажата се врати полека нагоре, но вашето тело ќе изгледа многу поразлично отколку претходно. Сега што направив јас и што погрешив. Мислев дека тоа ќе иде, да речем, теоретски многу полесно, ама во пракса не испадна така. Додавав храна, значи храната идеше нагоре, но и тежината одеше нагоре. А автоматски доаѓаше и повисок процент на телесни масти. Значи body fat-от исто така одеше нагоре. Што направив? Едноставно изгледав идентично како и кога го почнав патот на губење на телесни масти. Тоа е грешка што ја направив поради неискуство. Можеби, него сигурно ќе беше подобро да продолжам со ментор и лекција за понатаму. Сега, тоа накнадно се случи. Тренингот секогаш ми бил на прво место. Така беше и овој пат, тоа што во ниеден момент не го запоставив, дури тренирав многу посилно него претходно, но многу голем проблем имав со храната, односно броење на калории. Све ми стана калории. Значи буквално само прерачунував, ако сум изел денеска нешто повеќе масти, колку да исфрлам јагли, хидрати, се плашев дека протеините ако ми се ниско, мускулот ќе го изгубам и така натаму. Сите овие работи јас подсвесно, да речем, ги знаев, затоа што имам доволно искуство во ова и го работам многу долго време, ама во моментот не знаев како да реагирам. Едноставно правев многу грешки и целта ми е сите вас што работам, сите што се кај мене на онлайн менторство е да не дојдат до ова ниво, затоа што бројот на калории и броење калории не е одржливо на долги стази. Односно, храната не треба да гледате во калории, во лоша
или добра храна, едноставно треба да знаете како да манипулирате со количината и да знаете што е добро за вас, а што не е добро. Затоа го снимам и ова видео, а и понатаму ќе се базираат видеата на ова, значи едноставно исхрана, тренинг, без комплицирање, без броење на калории, макроси и така натаму, ќе се потрудам на што поедноставен начин да ви доловам како да постигнете формата што ја посакувате, дали е тоа намалување на килограми, дали е тоа додавање мускулна маса и така натаму. Тоа ќе биде во кратки црти што се случуваше. Ако сакате можам да направам посебно видео само за тоа. Планот како идеја ќе биде и за едукација, значи сакам да ви кажам ни што поминав, каде сгрешив. Не се срамам да признам дека сгрешив, затоа што мислам дека треба да ви кажам, треба да знаете. Едноставно не е све совршено како што изгледа на социјалните мрежи. Сите ние грешиме. Никој не е совршен, со тоа што јас се трудам секојдневно да се подобрам, од грешките да учам, значи да не се разочарувам. Тие грешки мене не ме, да речем, стопираат, демотивираат и така натаму, туку тоа е една причина плюс за нешто да научам и да се подобрам, а автоматски на вас да ви помогнам да не ги правите истите грешки. Сега може да се префрлиме на следниот кадар, каде што ќе биде unboxing од еден пакет што ми пристигна од еден мој пријател кој што се занимава со производство на спортска опрема. Значи има маички, дуксери, маички за вежбање. Сам дека тоа е тоа што има од продукти. Ќе го оставам неговиот профил тука некаде лево десно. Исто така и брендот, односно тоа е Рад бренд, кој што е релативно нов кај нас на пазарот. Значи наше производство македонско. Многу ми е мило што можам на некаков начин да го поддржам и да му помогнам во целите што сака да ги оствари, затоа што мислам, а и сигурен сум, уште го немам отворено пакетот, продуктот, односно маичката е врвен квалитет и знам колку време и енергија и труд има вложено во сето ова што го прави, така да ова е мој еден мал знак на поддршка и внимание и се надевам дека понатаму ќе помогнам на каков начин и да можам и исто така ви препорачувам и вие да си нарачате нешто од опремата што онја има. Имаше нож да ми фрлиш од таму. Абе стварно, фрли ми го тој сатарот. Гледаш горе сатарот што е? Сатарот, да. Да, вака фрли го со овако. Не. Да фрли го бе, ајде. Абе брат, не сака да ми го фрли. Океј, ај сега да видиме што ни има пристигнато. Мислам, јас знам што си нарачав, ама го немам отворено. Се надевам нема да направам некоја белја. Само ова кафе да го тргнам на страна. Е така. Добро. Ама го запакирал. Добро. Бејте. Може на страна. Многу ми се свиѓа пакувањето и како е направено. Сите што не знаете, исто така он снима на YouTube и има серијал, како што имам добро испратено, тој исто се вика вака, No Comfort Zone. Може да го погледнете исто кај него на YouTube каналот и малку подетално да го запознаете. Е сега и полека ќе отвориме, да видиме што има внатре. Еве вака. Во свет каде сите избираат лесно, ти, Дарко Костов, избра тежок пат. Остани дисциплиниран, остани различен, остани рад. Welcome to the No Comfort Zone. Исто така има овде една порака горе што ја добивате со кутијата. Че ова е овде вака. Ти не си како секого. Ова е за тебе што го разбираш значењето на дисциплина, фокус, истрајност и контрола. За тебе што не бегаш од непријатноста, туку ја користиш како гориво. Секој тренинг, секој избор, секоја жртва е дел од систем што создава резултат. Ова не е уште едно ново парче облека, ова е твојата униформа. Униформа на луѓе што не бараат удобност, туку раст. Добре дојде во Рад, каде што комфорот завршува, а прогресот почнува. Баш ми се свиѓа како е ова све смислено. И овој печат може да го видите е со знакчето. Овде се ваѓа нешто како стикерчиња. Е сега,
Тука има една мајчка, тука има уште една. Јавно сакам уште еднаш да му се заблагодарам, затоа што јас ја нарачав само оваа мајчка, а он очигледно ми пратил уште една, односно овај поклон од него. Така да прво ќе отвориме мојата мајчка да видиме јас што ја нарачав. Ево вака може да погледнете. Од позади пишува рат. Од напред е знакчето. Јас си го избрав овој модел, има повеќе модели, може да погледнете кај него на веб страната. Материјалот ми се допаѓа, може да ја пробаме подоцна и да видиме како стои. Ама се на се изгледа одлично. Не очекував ништо помалку од ова. Ова е супер. Ајде да видиме сега поклонот од него. Овие се тие мајчки што ги спомнав за вежбање. Значи, ова е мајчка за вежбање, може да си ја користите за во теретана, одлично е, значи позади грбот се гледа скроз, напред пишува исто, значи името на брендот Рат, а позади го имате знакчето. Ти благодарам уште еднаш многу. Знам колку ти значи, верувај дека ова е нешто што најмалку можев да направам. Ќе продолжам како можам на било каков начин да го поддржам ова што го правиш, затоа што стварно верувам и знам дека ќе успееш. Ти благодарам уште еднаш. Сега, главната тема на ова видео е сакам на некому од вас да доделам бесплатно менторство со тоа што секи биде документирано овде на YouTube каналот. Значи единствено што треба да знаете е дека процесот ќе се снима, значи ќе се документира. Тренинзите ќе се одвиваат во теретаната The Strongest во Джевахир што е. Значи ќе имаме хибридни тренинзи, што значи еднаш до 2 пати неделно ќе бидат тренинзите со физичко присуство, а останатиот дел, планот за исхрана, планот за тренинг и нели секојдневна комуникација, водење низ процесот и така натаму ќе се одвива онлайн. Целта ми е да ви прикажам, односно да ви го покажам мојот пристап, моето знаење, а од вас барам само труд, желба и истрајност. Односно да поставиме јасна цел, да направиме добар план, а јас сум тука да ви помогнам. Сето тоа ќе го документираме и ќе биде прикажано на мојот YouTube канал. Ви благодарам уште еднаш доколку останавте до крајот на видеото. Ова е нов почеток, ќе се потрудам да сум многу поредовен, нема да се потрудам, туку ќе бидам многу поредовен со видеата на YouTube и се гледаме во наредното видео.